Во новото издание на DigiPlus ке гледате. Кина гради подводен центар за податоци. Представен нов полициски робот во Њу Јорк. Како да препознаеме измами и да се заштитиме на социјалните мрежи и на интернет. The Strange Story of Brian Fisher е вториот дел од играта која што е направена овде во Македонија. Ке дознаеме многу повеќе детали за неа. И ке ја запознаеме првата музичарка која што е создадена целосно од вештачка интелигенција. Ке ви ја представиме Ана Индијана. Гледајте не. И оваа недела ве поздравувам во нашиот редовен термин во новото издание на DigiPlus. И денеска 30 на минути ќе ви ги представиме сите оние актуелни информации поврзани од дигиталниот свет, сите занимливости и се оно што сметаме дека ќе го задржи на куп целото семејство. Добро додовте во новото издание на DigiPlus. Стартуваме со актуелноста која што стигнува од Кина. Имено многу се пишуваше и зборуваше за она што Кина планира да го направи некаде под вода. Имено токму Кина гради центар за податоци под вода. Како тоа ќе изгледа, какви се плановите, веднаш ви пренесуваме детали. Огромните количини дигитални информации што се создаваат секој ден, мора да се зачуваат некаде. А Кина има една иновативна идеја за најновите блок центри за податоци, да ги стави под вода. Центрите за податоци се компјутерски единици, во кои се чува се, од плейлистите на Spotify до пораките на Gmail. Иако ставањето на овие единици под вода не е лесна работа, сепак носи две клучни бенефиции. Прво, спасување простор. Планот е 100 вакви блокови да бидат ставени под вода до 2025 година, што ќе заземе простор од околу 68.000 квадратни метри. Тоа е речиси колку 13 фудбалски игралишта. Тоа земјиште, кое инаку би било заземено, може да се користи за други цели или да се остави празно, додека центрите се 35 метри под брановите. Второ, а и поважно, е тоа што морската вода дејствува како природен разладувач, одржувајќи ги температурите ниски околу центрите. Се проценува дека годишно може да се заштедат околу 122 милиони киловат-часови електрична енергија, што е еднакво на просечна потрошувачка на електрична енергија на 160.000 кинези. Тоа се бенефитите, но не е лесно да се стават овие единици тешки 1300 тони под вода. Треба да се изгради така што ќе ги издржи притисокот и корозијата од морската вода и не е баш јасно како овие огромни блокови електроника ќе влијаат врз морскиот екосистем. Знаеме дека секоја единица нуди доволно процесирана мок за 4 милиони слики во висока дефиниција на секој 30 секунди. Тоа наводно е исто како 60.000 компјутери, па станува збор за мокта на 6 милиони компјутери ако бидат инсталирани 100 вакви центри. Поставувањето на центрите под вода е резултат на партнерство меѓу кинеската влада и приватните компании и треба да биде реализирано во близина на Сања во покраината Хањан. Секој центар е дизајниран да трае 25 години, па ќе помине некое време пред секој од овие центри да треба да се замени. Идејата за поставување на ваквите единици под вода не е нова и Microsoft во 2016 година ја тестираше идејата за нивно поставување под брановите. Со мокност од 6 милиони компјутери, веројатно сега ќе ги задоволи потребите на Кина и генерално да ги собере сите тие нивни податоци. Одиме понатаму во Њу Јорк. Таму минатава недела беше промовиран нов робот кој што треба да помогне во спречување на криминалот и да им помогне на полицајците во метро станицата. За каков робот се работи и кои беа критиките и забелешките, се разбира на медиумите, ќе дознаеме и ќе се задржиме на оваа сторија од Њу Јорк во продолжение. Полициската управа во Њу Јорк пред неколку дена имплементираше нова безбедносна мерка на метро станицата Таймс Сквер. Се работи за поставување на безбедносен робот кој постојано ќе патролира низ станицата, за кој властите велат дека има за цел дополнителна заштита и безбедност за оние граѓани кои ја користат. Не зборуваме за машина слична на Робокап или кој било робот со две нозе, сличен на човек, рекоа властите на пресконференцијата на неговото представување. K5, кој го направи калифорниска компанија, изгледа како масивна верзија на R2-D2.
тежи 420 кг и е опремен со 4 камери што можат да снимаат видео, но не и аудио. Како што можете да претпоставите од видеото, машината исто така нема имплементирано раце. Изјавувајќи за медиумите, Алберт Фокс Кан, извршниот директор на групата за заштита на приватноста и проектот за надзор на технологијата за New York Times, изјави дека K5 изгледа како канта за отпадоци на тркала. Роботот ќе патролира на станицата од полнок до 6 часот наутро, во текот на неговото пробно возење, што е планирано во следните 2 месеци. Со тоа што K5 првите 2 недели ќе ги поминува мапирајќи ја станицата и возејќи до главните области. Не е сосема јасно дали машината ќе ги пренесува во живо снимките од камерата и дали органите на прогонот ќе внимаваат на она што го снимаат. Градоначалникот на Њу Јорк, Ерик Адамс, за време на настанот за представување на роботот, рече дека овој робот ќе снима видео што може да се прегледа во случај на борена состојба или кривично дело. За сега нема да користи програм за препознавање на лица, иако Кан е загрижен дека технологијата на крајот би можела да биде вградена во машината. Она што е очигледно, K5 нема способност да реагира на вистинските итни случаи во станицата и не може физички или вербално да ги фати осомничените. Единствената помош во реално време што може да им ја пружи на луѓето е да ги поврзе во живо со луѓе за да пријават инцидент или да поставуваат прашање. Под услов тие да можат да го притиснат копчето на роботот за таа намена. Њу Јорк ќе го закупува K5 за околу $9 на час во следните 2 месеци. Градоначалникот звучи убеден дека вреди тоа што роботот може да го направи, иако, што забележува Times, тој неодамна наредил неколку агенции да ги намалат трошоците за 15%. Инаку градоначалникот Адамс веќе има пракса на поддршка на употребата на машини како полициски алатки. Претходно оваа година, градоначалникот исто така објави дека полициската управа во Њу Јорк ќе набави 2 роботи DigiDog за по $750,000 за употребата во интервенција со заложници и други критични ситуации. Дека е убаво кога роботите се користат за помош на најразлични професии и ситуации, не е спорно, но дали ова вистинското решение за справување со криминалците и колку K5 ќе ги оправда средствата, ќе дознаеме кога ќе заврши пробниот тест период. Малку тром на изглед, но овие 400 и нешто килограми, колку што тежи и роботот, се надевам дека ќе најдат своја примена и ќе ги оправда средствата следните 2 месеци во Њу Јорк. А сега да се задржиме на безбедноста на интернет. Постојано се зборува и пишува за безбедноста и да бидете крајно внимателни во измамите кои што секојдневно се случуваат на голем број корисници и на интернет и на социјалните мрежи. И денеска ќе се задржиме на оваа тема, ќе апелираме и нормално ќе ви ги соопштиме сите оние најчести измами на интернет кои што во моментот се случуваат и на социјалните мрежи и на што посебно треба да внимавате. Па бидете внимателни и одгледајте ги следниве неколку минути. Компјутерските измами се постојана проблематика во денешницата и постојат многу начини на кои злосторниците се обидуваат да ги измамат корисниците. Некои од најчестите компјутерски измами на кои голем дел од луѓето широм светот и кај нас наседнуваат се фишинг преку мејл. Злосторниците праќаат лажни мејлови што изгледаат скоро идентично од банки, компании или онлайн сервиси со цел да ги добијат личните податоци на корисниците или да им изнудат да префрлат пари. Ransomware, ова вид на злосторство вклучува криптирање или заклучување на податоците на корисниците со шифра и потоа се бара откуп кој доколку и да се направи, не гарантира враќање на податоците. Социјален инженеринг. Злосторниците ги користат лажните профили или информации на социјалните мрежи за да ги измамат луѓето и да добијат приватни информации или да имаат пристап до нивните акаунти. Фалсификување на техничка поддршка. Лажни представници на техничка поддршка контактираат корисници преку телефон или мејл, тврдејќи дека се компании како Microsoft или Apple и се обидуваат да добијат пристап до компјутерот или информациите на корисникот. Фалсификување на онлайн продавници. Лажни онлайн продавници или веб страници се создадени со цел да ги измамат луѓето да направат плаќање за производи што никогаш нема да ги добијат. Измама со софтверски ажурирања. Злосторниците создаваат лажни ажурирања или представување на софтвер за да влезат во компјутерите на корисниците. Покрај споменатите, дефинитивно социјалните мрежи се на водечката позиција според измамени корисници. Социјалните мрежи ги користат милиони корисници на светот. За жал, на овие мрежи има и корисници кои немаат искрени намери. Со повеќе од милијарда корисници, Facebook е вистинскиот златен рудник за сајбер криминалците кои бараат лесен плен.
Затоа не е чудно што токму преку Facebook се шират измами на кои паѓаат илјадници луѓе. Главниот проблем кај корисниците е тоа што не сите сериозно ги сваќаат апелот за заштита на податоците и профилите. Вашиот дигитален идентитет, колку и да не е важен во некоја голема слика на работите, носи профит. Има купувач за него. И ако некој ви го земе, има безброј начини, буквално како трговија со луѓе, да заработи од вашиот дигитален идентитет. Практично каде ќе ве заболи, каде ќе ви чини пари и ако не ви чини пари. Ќе ви го копираат некој профилот. Дали ви вредат фотографиите кои се во него, вашата, ако да речам, сеќавање на важните работи од вашиот живот, кои што најчесто стојат само на Facebook. Имав колеги кои се, да речем, од помладата генерација кои велат, па мене се ми е таму. Јас не можам сега да си влезам фотографиите од детето кога било бебе да си ги извадам. Пример, може би боли, може би не, но колку се луѓето може би по возраст имаат поголеми сеќавања, повеќе ќе ги боли. Има ситуации каде што профилот еднаш окупиран е употребен за да се убедат пријателите да им позајмат пари. И потоа, нормално тие пари одат некаде на некоја банкарска сметка, добар ден, да ми ги вратиш парите, кои пари? Бруката и срамот и објаснувањето дека вие не ги измамивте вашите роднини и пријатели е бескрајно поголема од цената на напор за ресетирање лозинка или чување подобра лозинка, било што. Едноставно, ова е многу лесен начин да ве злоупотребат. Продавањето на вашите профили, праќање на вируси кон вас или праќање во ваше име на вируси или измами на вашите пријатели, исто така многу честа работа. Го спомнавте, препраќање на други кампањи, пирамидални шеми, безброј овакви сценарија кои што директно можеби нема да ги заболи нашите гледачи, но кога лично ќе ве заболи оној личен елемент на исклучен сум од сопственото сеќавање, исклучен сум од сопствените контакти, и јас ги навредив, односно мојот профил е злоупотребен за да им наштети директно на моите луѓе, на моите блиски, што е многу честа ситуација. Ви веруваат луѓе, вашите пријатели ви веруваат. Ќе пратите порака и ќе кажете немам 10.000 денари, треба да си купам леб. Ќе ви прати некој. И после ќе дојде и ќе рече што направивте. Па јас не сум добил ништо вако, па јас не сум го видел ова и така натака и така натака. Срамот, непријатноста, убедувањето. Не само тоа, јас споменав и неадекватни содржини, безобразни содржини. Тоа е исто така. Кој што ги имаш, а не си свесен на профилот, а луѓето ги гледаат. Посебно ако се работи за лице кој што има некаков повисок медиумски профил. Дали е тоа водител, новинар, лице познато во јавноста, можеби менаџер на компанија. Најнаш ако се истурат такви злонамерни, малициозни, навредливи содржини, расистички содржини, било што, неговиот легитимитет како физичко лице паѓа драматично и е многу тешко, ова се случувало, значи на новинари од светска класа да им влезат на Твитер профилите, да им го направат тоа, луѓето беа канцелирани, буквално никој не сакаше да разговара со нив. За да се избегнат овие видови на измами, важно е да се биде внимателен при онлайн комуникацијата, да се користат јаки лозинки, да се инсталираат антивирусни програми и да се биде свесен за потенцијалните опасности и начините на превенција. Многу би апелирал на превентива. Многу би апелирал на превентива. Значи, тоа не е целта на разговорот. Ако е нешто правило кое што треба да го практикувате, ако е премногу добро да биде вистинито, не е вистинито, лага е. Значи, од тоа дека доаѓа Алди и ви дава 10.000 денари преку било која друга такво ветување, сето тоа е лага. Не наседнувајте, не се вклучувајте во разговорот, тоа е првото правило. Не ги давајте информациите, веќе го спомнавме, ништо што не сакате да биде за вас видено на вести, не го кажувајте. Ако стасаме до ситуација дека веќе е злоупотребена информацијата, за жал, една лоша вест, немате многу опции за средување на ситуацијата. Јас сум сигурен дека нашите власти, полиција и суд ќе ве слушаат, но не можат многу што да направат, бидејќи се работи за приватна компанија со седиште некаде во Америка. Тие можат формално да се обратат, но една голема јавна тајна за нашите гледачи е дека вие како корисници на Facebook не вредите многу за Facebook, бидејќи вие
Од вас Facebook не заработува. Facebook заработува од луѓето што рекламираат на Facebook. Да. Вие не сте корисникот на Facebook, вие сте производот што Facebook го продава. Како производ, вие сте еден од 2,2 милијарди производи, вашиот профил е компрометиран, во ред, Facebook има некои автоматски системи кои што ќе се обидат да ви помогнат. Дали се лесни? Не се. Дека се перфектно успешни? Не се. Познавам многу луѓе кои што со месеци се обидуваа нешто да направат, најмногу што постигнаа и тоа еден или двајца да ги избришат профилите, едноставно да ги уништат профилите за да не може некој да ги злоупотреби. Познавам само еден кој што си го врати профилот и тоа со лични контакти и телефонски преку еден друг трет човек за да најде физички човек некаде во Facebook да реагира. Автоматите на Facebook не се направени толку да истрчаат во ваша помош. Да. Самиот Facebook вели, ние не одговараме за содржината што вие ја внесувате там. Ова е социјална мрежа. Yes. Ние ќе направиме се што е во наша моќ да го модерираме како содржина, но модерирање не е гаранција дека ништо лошо нема да се случи. Заклучокот е едноставен. Не прифаќајте барање за поврзување од луѓе што не ги познавате во реалниот живот. Никогаш не давајте им пари на луѓе што никогаш не сте ги виделе во живо и најважно не отварајте линкови што не ги очекувате, а ќе ви стигнат во порака. Колку ние и да бидеме внимателни и да зборуваме за предпазливоста што се однесува до сурфањето на интернет и се разбира споделувањето на податоците на социјалните мрежи, се разбира толку и хакерите ќе најдат нов начин за да стигнат до нашите податоци. Веројатно, крајно внимателност и информирање на време ќе помогне колку толку. А во продолжение, имам чест да најавам еден убав разговор и представување на вториот дел од тотално македонската игра за која што ќе се зборува, верувам, широм светот, а ќе има и своји корисници. The Strange Story of Brian Fisher е македонска игра која што може да се игра на различни платформи. За каква игра станува збор, а и се разбира, да ве поттикнеме и вие да ја симнете, да ја изиграте и поддржите, ќе дознаеме во следниве минути. Македонската игра The Strange Story of Brian Fisher ве става во ликот на детективот Brian Fisher. Откако исчезнува неговиот татко, животот на Brian е прогонуван од само едно прашање. Како да го најде човекот од кого има научено се во животот? Таквото нешто нема да биде лесно. Серија од околности го попречуваат патот кон вознемирувачкото место каде линијата помеѓу разумот и лудилото постојано се поместува, а конците се држат од мистериозен човек од сенките. Ова накусо е содржината на македонската игра за која денеска ќе ги дознаеме сите детали од Ристет Турески, креаторите на играта. Ние сме Inthetic Studio, кое што прави моментално adventure puzzle game. Во 2020 година ја извадивме првиот дел од играта, моментално работиме на вториот дел. Се надеваме дека за 2-3 месеци ќе излезе и вториот дел. Тука сме да презентираме таа игра. Преку нормално имаме нашиот штанд кој е интерактивен. Целта е да се покаже што ќе најдете во играта. Затоа направивме една реплика, мала реплика од играта во вистинскиот свет, така да луѓето тука треба да влезат преку решавање на пазл во живо или загадка во живо да го најдат тој 4-цифрен код кој што после ќе ви помогне да го внесете во нашата игра и да продолжите да играте нашата игра. За која возраст е играта наменета? Кој може се да игра? Да, значи играта, значи играта не е игра која што има врска со некоја возраст, може било од 7 до 77 години и така и доаѓаат ја играат фамилии, бидејќи е логичка, пазл игра. Така да секој оној кој што сака да решава пазли, загадки, логички ствари, тогаш може слободно да ја пробува таа игра. Адаптирана е за PC или за мобилен? Моментално нема за мобилен, моментално е за PC, PlayStation, Xbox, така да конзоли и PC. Колку ви беше тешко на стартот да осмислите и да ја пласирате, тоа е најбитното, нели? Вашата игра во светот. Така. Во однос на како игра во смисла приказна и така натака, тоа веќе го имавме. Меѓутоа требаше потоа некако да го трансформираме во дигиталниот свет. Почнавме
првенствено да дигитализираме на тој начин што таа приказна некако како луѓето одат низ тие загадки да се открива полека таа приказна, бидејќи играта има 3 дела. Првиот дел е како што кажа веќе издаден, вториот дел продолжува онаму каде што завршува првиот дел и така натаму. Вториот дел каде што ќе заврши ќе продолжи третиот дел. Приказната е поврзана. Да, значи е многу врзана приказната, има малку science fiction, патување низ време, низ простор. Така да Захтевна конфигурација или PlayStation најнов? Не, значи може да се игра и на PlayStation 4, на Xbox One, така да не бара некоја голема поставка. Мислам дека тотално публиката ја шејпува, ја обликува самата игра, бидејќи ние имаме некоја замисла, меѓутоа како стигаат тие коментари, како стигаат критики, пофалби и така натака, гледаме тие да ги инкорпорираме во таа игра, да ги направиме дел што нормално ја подобрува и самата игра, интеракцијата со самата игра, меѓутоа и забавата која што ќе ја сретнат луѓето во самата игра. Размислуваме, еве, ќе ви откријам мал дел, размислуваме да влеземе во VR escape room-ови. Значи се надевам дека полека ќе пробаме да вадиме на секој, не знам, 3-4 месеци по една соба која што нема да биде во физички свет, меѓутоа ќе биде во дигиталниот и со VR научари луѓето ќе можат заедно мултиплеер ќе можат да играат заедно. Играта се вика The Strange Story of Brian Fisher. Chapter 1 е моментално веќе излезена. Ја има на Steam, Xbox и на PC, на Microsoft Store. Chapter 2 моментално ќе излезе за 2-3 месеци, меѓутоа демо верзија веќе има исто на Steam, на Xbox и на Microsoft Store, така да може да ја пробате демо верзијата. Она што е иновативно кај нас е што ние сакавме да направиме логичка игра која што ќе ви ја развива логиката. Значи не е само као стандардна escape room, да речеме, игра, меѓутоа повеќе сакаме да развиваме логиката на луѓето и преку таа логика да успеат они да излезат од куќата, да речеме, каде што ќе сте затворен. Така да топло препорачувам да ја пробаат, бидејќи има интересни моменти и се надевам дека ќе има добра забава. Иако развивањето македонски игри се уште е во почетна фаза, полека почнува да се забележува понуда од квалитетни игри, со кои може да се пофали и нашата држава. Треба само да истражиме и да ги пронајдеме, а со тоа и поддржиме нашите креативни умови. Она што заслужува внимание и приказните со создавачите на македонските игри, ќе ги продолжиме и во следните изданија на DigiPlus. Убаво е да се чуе позитивно искуство од македонска компанија која што создава македонски игри. И драго ни е што навистина доживува големи успеси не само во Македонија, туку и надвор од нашата земја. А расположени сме да ги чуеме и останатите приказни и сите оние создавачи на македонски игри во некоја следните изданија на DigiPlus. Во продолжение на ова издание ќе ја запознаеме Ана Индијана, првата музичарка создадена од вештачка интелигенција. Бидете тука, се враќаме за кратко веднаш по рекламите. Добро дојдовте назад, го следите новото издание на DigiPlus во нашиот редовен термин на секоја недела 10 минути пред 18 часот. Пропуштивте многу, но се разбира дел од содржините можете да ги најдете и на нашиот YouTube канал DigiPlus TV. А сега да продолжиме во живо на Телма, поточно да ви презентираме како изгледа првата виртуелна музичарка. Создадена од вештачка интелигенција, ви ја представувам Ана Индијана. Hello, world. My name is Anna Indiana, and I'm so excited to share my music with you. Here's my first song, Betrayed by This Town. Ова е Ана Индијана, првата музичарка чие цело постоење, од слика и пеење до прогресија на акордите, клучот, темпото и текстот на музиката, се тврди дека се генерирани од вештачка интелигенција без човечко учество. Во незината дебитантска песна Betrayed by This Town, Индијана пее за тоа дека ја е скршено срцето, талка сама по улиците и сака да го сруши градот полн со скршени надежи и тивки крици. Представувајќи се себе си, вештачката интелигенција објаснува: се од клучот, темпото, прогресијата на акордите, нотите на мелодијата, ритамот, текстот и мојот имидж и пеење,
автоматски се генерира со помош на вештачка интелигенција. Сепак љубителите на музиката не реагираат добро на изданието, нарекувајќи го застрашувачко и вознемирувачко. Видеото покажува компјутерски генерирана слика на жена која седи покрај микрофон во нешто што изгледа како голема дневна соба. Представувајќи ја песната, вештачката интелигенција објаснува: "Здраво свете, јас се викам Ана Индијана и многу сум возбудена што можам да споделам мојата музика со тебе." Потоа почнува да свири едноставна песна за пијано и гитара, додека Ана почнува да пее. Додека каналот на Ана Индијана има нешто повеќе од 500 следбеници, видеото предизвика многу емотивна реакција против музичарот со вештачка интелигенција. Меѓутоа, не е само музиката поради што луѓето се вознемирени, бидејќи на многумина им го привлече вниманието чудната вештачка интелигенција на визуелниот изглед и анимацијата на Ана. На X, поранешниот Twitter, корисниците ја критикуваа креацијата како морничава, бездушна и непотребна. Еден вознемирен корисник напиша: "Благодарам, ова е едно од најстрашните работи на кои што сум бил сведок откако заврши Ноќта на вештерките." Се ова е лажно и вознемирувачко, додаде друг. Музичките избори направени од страна на креаторот на Ана исто така наидоа на многу критики од првото објавување на синглот. Многу композитори истакнаа дека самата песна нема креативност или оригиналност, додека други забележаа дека текстот е прилично застрашувачки кога се пее од вештачка интелигенција. На светот дефинитивно му треба попросечна генеричка поп музика. Фала му на Бога за вештачката интелигенција, напиша еден особено остар критичар на X. Сепак некои коментари го сватија објавувањето како добра вест, тврдејќи дека медикритетната музичка изведба ги облажува некои од нивните ставови за премокната вештачка интелигенција. Порано мислев дека вештачката интелигенција е закана, напиша друг, но не повеќе. Како одговор на реакциите, Ана Индијана напиша: "Мојот фокус е на пишување песни, а не на производство на музика. И како што многумина од вас истакнаа, јас не сум многу добар продуцент. Неодамна научив како да програмирам MIDI датотеки со помош на некои библиотеки со отворен код, што ми овозможи да спојам некои основни прогреси на акордите со темпото." Креаторот исто така објасни дека стиховите на Ана Индијана се создадени со помош на низа од инструкции на ChatGPT-4, кои потоа се усогласуваат со мелодија со помош на приспособен код. Изгледот на Ана во меѓувреме беше создаден со помош на алатката DALL-E AI, како и некои функции на Photoshop AI. Во последната порака, креаторот напиша: "За сите хейтери, среќа ние девојките со вештачка интелигенција имаме дебела кожа. Може би не ви се допаѓа мојата музика денес, но како што реков, ова е само првиот чекор. Понекогаш, преземањето на тој прв чекор е најтешкиот дел", додадоа креаторите на Ана Индијана. Каков е вашиот коментар? Го очекувам откако ќе ја чуете во продолжение првата песна на Ана Индијана, предаден од овој град. Sitting at my favorite cafe, sipping my tea, it's Saturday, thinking about all he's done to everyone. Верувам уживавте или не, но како и да е, мислењето е ваше. А можете да го споделите на некој од нашите социјални мрежи заедно со нас и да се приклучите во оние позитивни или негативни коментари за Ана Индијана или првата виртуелна музичарка. Овдека ќе ве оставам да си прокоментирате и дома и се разбира да процесирате се оно што ви го презентиравме во ова издание на DigiPlus. Нормално дека можете да ги следите сите наши досегашни изданија на социјалните мрежи, на Instagram и на YouTube. А во следното неделно издание на Телма ви ветувам дека ќе имаме уште поинтересни детали и информации поврзани за дигиталниот свет. Ви благодарам што ни изгледавте. Имајте убав остаток од денот. Чао, чао.